Благодарам, председателе. Баш во духот на последната реченица дека треба заеднички да креираме решенија, затоа верувам дека и овие амандмани се поднесени од колегата Муцунски. Спомнувате јавна расправа, само да ја потсетам јавноста дека на таа јавна расправа кога се дискутираше за загадувањето, градоначалникот на градот Скопје Петри Шилегов играше игрици на телефонот. Како што кажавте, се што се случило во последниве 3 години не го менува фактот дека ние рушиме апсолутно секакви рекорди на аерозагадување и загадување на животна средина, и тоа е ноторен факт. И јас верувам дека оваа дискусија добро ќе ја запомните и во моментот кога ќе работиме на креирање на буџетот за 2021 година, за жал на сите жители во оваа држава, тогаш ќе имаме можност преку апликацијата Мој воздух и преку апликацијата за мерење на загадување на воздухот на Министерството за животна средина да ги проследиме параметрите на загадување, па ќе видиме дали тие мерки кои што велите дека се целоисходни, дали вродиле со плод или не. И на крај, навистина би сакал да слушнам одговор за Преспанското езеро и за Дебарското езеро. До каде е ситуацијата и што владата ќе превземе во однос на тие две езера? Благодарам.